повторно сме заедно, драги мои, во истражувањето на нови концепти. Иако лебот е можеби најконсумираната храна која секојдневно ја употребуваат околу 80% од луѓето, не секогаш сме навикнати да јадиме малку поразличен леб. Една од многуте убавини на нашата земја е различноста. Во оваа епизода посетуваме една прекрасна пекара каде овој производ го припремат со многу љубов и на еден поразличен начин. Епа, здраво, добар ден. Како мирисе овде? Јас само со мирисот застанав, барав пекара и најдов нешто, вау, преубаво овде. Добре дојде, сте нови во Македонија, во Скопје, имам слушано за вас, ама морав да дојдам до овде. Како? Да? Супер, добре дојде. Кој е одговорниот сега овде? Оти гледам многу народ во... Сите сме одговорни тука, немаме баш одговорни. Еве со мене можеме да збориме. Јас сум Јовица. Јовица. Шефот Јовица. Миробиен Јовица. Јас сум Марк. Добре дојде Марк. Драго ни е. Јас сум човек што сака да открива убавини. Освен тоа е убавини во јадењето, убавини во све што има, како да кажам, рапорт со храната. Мислам, ти овде си дојде на доброто место. На право место сте ако сакате убави ствари, секако. Точно. Што имате све овде? Ова е, вау, задоволство за очите, задоволство за мирисот, сега за вкусот, не знам, сигурен сум ти е преубаво, ама вау. Еве сега ќе пробаме. Значи ние сме класична француска пекара. Океј. Работиме со кисело тесто. И работиме со органски брашна, имаме неколку различни брашна што сами ги увезуваме. Све ние путер круасан правиме. Имаме неколку различни производи. Ево тука ако почнеме интегрален леп од кисело тесто, бел леп од кисело тесто, правиме багет бел, правиме багет интегрален. Багетот е како точно како французите, француски багет. Вау. Се трудиме. Имаме фокачи неколку различни вкусови што ги менјаме. Имаме stone meal леп како тоа е на камен. На камен што се мере полека целото зрно се лушпа. 100% ржан леп. Имаме бриош, класичен бриош, француски бриош, така е. Имаме чиабата. Имаме овие се специјални лебови што имаат неколку различни брашна микси, имаме огромен леп таму горе. Вау, каков леп е тоа, Тоа е тартин леп. Тоа го користиме повеќе за ресторани, за хотели, ама исто како кисело тесто леп, само го правиме поголем за да многу ми се допаѓа. И гледам овде. Не знам дали гледате овде. Гледачи, ама овде има круасани, има паун шокола, тоа е нешто со преубаво. Пак ќе кажам, јас секогаш кога доаѓам на места се тоа, има еден преубав мирис. Шал ми е за вас, што не можете тоа да го мирисајте. Мора да дојдете овде, како се вика местото Пан-Пан. Пан-Пан Bakery and Bistro. Зошто Пан-Пан? Јас знам едно Пан-Пан, извините што ќе ве прекинам, тоа е едно зајаче во едно цртен Пан-Пан. Он правеше Пан-Пан така со нога, се викаше Пан-Пан. Дали има нешто? Имало дојде од пан на француски бред, пан, le pain. Да, и пан на шоколад. И на италијански и од таму ни е идејата за Пан-Пан. Ете, сега знам зошто се вика Пан-Пан. Вау. Пак ќе кажам, тоа е нешто што мора да дојде да се види, мора да дојде да се проба. Гледам што имате овде, имате како? Ова ни е како песто што го правиме од див лук со маслинов и тука ни е ставено само за дегустација за да се пробаат лебовите. Многу добар комплимент дава на лебот, да. И тоа мора да го пробам. Мора. Еве. Сега тука имам бриош. Тука имам од кисело тесто. И тука ни е овој со 7 различни семиња што ни е од специјално брашно тој ни е. Пробам со ова. И преубаво. Навистина. Ово, многу убаво. Браво. Знаете, све убаво. Имате едно место, посебно, едно ателие, што можеме да го видам, што можам јас да дојдам, да видам како го правите тоа. Да, секако имаме производство, добре да ни се дојдете да го видите целиот процес од брашно како станува лебот. Ќе ми кажете адреса и доаѓам директно. Дефинитивно, да. Океј, се гледаме таму? Се гледаме таму. Јовица, не поканува да одиме да видиме на лице место како се произведува. Знаете што? Одиме таму. Здраво сите. Здраво. Јас сум, повелете. Здраво, добар ден, Јовица. Добре дојдовте.
преубаво мирис овде. Знаеш, многу лесно ми беше да го најдам местото, знаеш што? Само по мирисот ме донесе овде. Добре, навистина. дојдовте. Вау, каков мирис. Тоа да го имате од Сабајле таков мирис, ми само ти цел ден ќе видите како мене така возбуден. Тоа е нешто не можам да го објаснам. Ти си паднат во тоа од кога си роден или нешто ти е Ова е тоа? сега за мене исто ново Ново ти нешто, е? да. Навистина? Да, целото Вау. кулинарство за мене остално било љубов. Ова пекарството е сега некој еден нов елемент што Кулинарството? кулинарство цел живот, да, Навистина? пекарство Што, сега ново готвачи? неколку години. Готвач сум, да. Да. Готвач? Да. Пекар сега си. Добро. Да бидеш пекар, да бидеш добар во сите области е најдобро, мислам дека во секоја струга. Ова е нешто посебно. Тестото, ја секогаш кажувам, да бидеш готвач, лесно е негде. Ама тестото бара посебна работа. Бара трпење, бара грамажа да биде све Прецизност, да, така е, прецизно и све. така е. Тоа Марко јас секогаш го кажувам и навистина Марко сум скаран со тестото, зашто оти мене ми фали трпење. Прецизноста се го имам, ама трпењето за жал со годините више го немам. Ето ова ми Така е, се слагам 100%. Објасни ми како ти дојде идејата да го дојдиш сега во Македонија да го направиш тоа. Ти што слушнав јас, не си одамна во Македонија. Не, јас сум сега скоро вратен, да, неколку години во Македонија. Добро? До идејава дојдовме затоа што во Македонија највеќе се конзумира леб и пецива. А немаме ни еден добар леб. Сега кажам, лебот е живот. Така е. Па да. И сега, после толку време надвор, научивме да јадеме еден леб што е малце поразличен од нашиот, што нема адитиви, што е продуктите што ги користиме се брашното е Природно, е природно, значи сите производи што ги правиме се на старински начин со кисело тесто, значи го користиме методот на кисело тесто. Да, маја, правиме како го викате? маја, маја, стартер и маја, И ова е маја што En français on dit du levain. Не знам како. левен е на англиски. Значи имаме стартер што ни е стар повеќе од 30 години. Сите брашна ги увезуваме. Што имаш маја од 30 години стара? Точно, да. Вау, ето тоа е многу тешко да се има. Мислам тоа е нешто од каде го ти го имаше, тоа е голема тајна Тоа е тајната, ама и тоа е исто и убавината на лебот што го правиме од таму почнува. Браво. Гледам овде на масата и стаи ти еден круасанче, а пао шоколад, ти не знам како да се вика, како колач со чоколадо. Не оди така, не е исто. Не го сменивме името и ние си го викаме пана шоколад Пана и шоколад. така и го едуцираме, така и го продаваме и објаснуваме како е. Ова е круасан, ова е пао шоколад. Дали може немаш друг збор, Така е. немаш Мене, фамилијата ми живее слободно, само пробај, еве, да почнеме со пан, да. Доста го мирисав таму, ама сега топло, свежо, кршкаво. Вау. Ова можам да кажам од тие златото од пекарството. Навистина да можеш да стигнеш да направиш едно тесто така роловано како пацоите, не знам како се кажува во македонски бар. Да, лисното тесто, стил на лисното тесто, да. Да биде толку крскаво, да ми во мириш на путер, оти ова се прави со путер, ова е преубаво. Благодарам. Ако бевте жена, ќе ве бакнем. Ама не. Дај, може. Многу убаво е. Ајде да продолжиме со приказната. Ајде, сега па. Мора, до саме ми беше под носот, мора да го пробам. пробам. Да. Освен овде сме во делот на производството. Имавме прилика да го видиме дуканот преубав и све тоа. На вистина на светски стандарди, европски стандарди, како можеме да кажеме. И овде гледам све е по европски, светски стандарди. Значи, сега уште го почнавме, главна работа ни беше да не прави импровизација, за ништо. Ни од печка, ни од производи, ни од буквално све направивме по стандарди и по некои повисоки критериуми за да можеме да го извадиме производот што го произведуваме денеска. За да стигнеме до ова, без добра опрема, добри луѓе, знаете што? Имам и со слушнато, оти вие бевте во Франција, во Париз, да го учите малку занаетот, да го учите. Во Македонија се прави преубави производи, ама навистина за ова е малку степен повисоко. Точно. Бевме поканети од Форишер брашново, од тимот на нивното брашно, од мелницата таму што е. Тоа е мелница што е стара повеќе од 300 години и добивме покана од цел тим и бевме една недела за да
не обучат како се користи нивното брашно. Значи многу беше посебно, знам, многу беше добро тоа што они кога дојдовме таму ни кажуваат како се прават производите со тоа брашно. Значи не ви кажуваат леп вака се прави, правете го на овој начин. Рецепта за леп нашето брашно треба да правите вака. Ете така. Мислам ти брашното, извините што ја прекинувам, секој брашно е посебен. Има брашно што зема појќе вода, има друг помалку, му треба појќе квасет, помалку квас. Тоа зависи, секој брашно е посебен. И мелено како е мелен. Знамо ти има голема наука позади тоа. Времето надвор е фактор како ќе биде лебот. Кога врне, сака помалку хидратација, кога е посуво, повеќе. Значи има многу фактори кога се прави леб со маја за што Со тоа сакам да кажам, бабите порано ни правиле леб било како време и светова, знаеш имале они нивни. Така. Ама сега кога правите леб на вистина ден денес, убав леб и светова, бара вистинска наука. Овде имаме еден професор. Така можеме да го кажеме. Ова, ова е професор, само може да го стигне тоа. Не, екипата што ви е позади, гледам работат како маравките. Сега знаат работата, секој си го има делот и светова. Така е. Значи сите се професионалци, сите тука што сме, секој професионалец во своето. Значи петте главни мајстори беа во Париз со нас и сите се професионалци во своето поле за сега супер, премногу задоволни сум од тимот. Ова све што се направиле до сега е само заради тимот, пошто ова е тимска работа, не е поединец не може да направи. Се осеќам. Благодарам. Во секој залак се осеќа целата работа, све што има во позадина. Да направиме еден круг, да гледаме малку каква опрема имате, да покажеме на гледачите каде се прави тоа. Оти вистина го имаме еден дел овде, големата фурна и да видиме малку што имаме. Одиме понатаму. Епа Јобица, ајде да правиме еден круг, да ми покажеш од каде почнува производот на овие таа шоколад красани. Ајде, таму ќе почнеме. Вау. Секаде е приубаваме. Оја, каква опрема имаш? Еве, од тука. Чекај, овде што имаме? Од тука почиња се. Значи буквално овие два ни се миксери од каде што се старта тестото. Еве сега во моментов се прави, мислам дека кисело тесто, лебот се кисело тесто за лепова. Ова ни од белото кисело тесто, тука го почнуваме интегралното од кисело тесто. Ова е вистина почеток, ти гледам квантитет минимално, сега починува. Сега ќе почне, значи тука има само стартер и малце брашно и вода. И сега се додава брашно, па се додава уште малце хидратација, па уште малце брашно, па се додава целата вода. Колку време ти одзема да се направи? Ајде, да кажеме, да видиме искрени сега еден леб. Од почеток до крај, кој искачува од печка, колку сати му треба за да се направи? Па од 24 до 48 сата за да излезе 24 до 48 сата. Заради тоа е лебот како што е, мислам дека затоа што ништо не се прави брзо се овие денови. Кажи му тоа на некој овде во Македонија 24-48 сати. Не може, не. Он за 2 сати прави леб. За 2 сата кај нас, да, така е. Сите пекари мислам дека така еден замес се прави, после само се прави истата шеп и да се испече, така е. Браво. Кај нас е малку поразличен процесот, пошто од старт се ферментира први на собна температура, па ладна ферментација, па се пече. Значи целиот тој процес е од 24 до 48 часа. Браво. Тука гледам, имаме круасаните, еве ги, тука се прават и круасаните, еве го. Путер президент. И тука се. Епа да? Епа мора. Ова е една од тајните. Навистина, путер е квалитет. Без добар путер нема круасан. Така е. Само шоколад. Ајде да видиме како го правиме тоа. Еве тука, значи путерот ќе ни покажа Владко, го спрема за да влезе во тесто. Значи првиот процес е путерот, ова се вика ламинирање. Значи путерот го правиме на должина за да можеме да го ставиме во тестото, да го затвориме. После тоа правиме 2 ламинации на тестото и тоа го ферментираме 24 часа и после тоа се прави круасанот. Браво. Пак ќе кажам, јас од почеток што влезев, легов, сум возбуден. Не знам, тој мирис, тој све, тоа ме прави да бидам како среќен, ми само ќе бидам среќен цел ден. Ако се скокам. Одлично. Ајде да продолжуваме. Фала многу. Се вративме на маса, гледам овде имаме крофни. А? Да. Александра, не, и ти си тука? Да. Ние се познаваме, ми само ти и вие познавате. Здраво. Добар ден. Добро ден. Бонжур. Александра, добар готвач. И сега си, како си вика, сладкарка?
Или сладка? Сладка си? Pastry chef. Песни yes. шеф. Да. Што ни направи денес? Ова се крофните што ги Добро. имаме како еден сегмент. Аха. Ги понудавме денеска со крема и со кафе. Ова со крем и кафе. Да. Овие ги гледам малку како ми личи така како не знам фрстаци Да, нешто. фстак, крема Да? од фстак и малина. Еј, и тоа ќе треба да се проба. Ја имам проблем денес. Јас сум на диета, мора да пазам на све. Ќе прекршиш денес. Како правите вие да останете така толку слаби и све? Со такви Многу како е тешко да наминици. знаеш, А многу ти тешко, си, да, ти да. си спортист. Се бориме. О, браво, браво. Секоја чест, пак ќе кажам, многу сум среќен, многу сум горд на нивното место, што може во Македонија сега да се нуди таков квалитет. Навистина тоа е нешто што мора да се проба, што сите треба да го имат еднаш на маса за да знаат што е вистина убавината. Има преубави десерти во Македонија, македонските десерти и све тоа. Малку се на турско начин, овие се на француски начин. Да. Епа имаме екипа сега овде што прави убавини. Ќе завршиме сега со овие крофни, ќе видиме епа лебот искачува. Ова и тоа е нешто навистина преубаво како личи гледава. Не стои со нас, не бегај. И мислам оти вие двајцата ќе ми дојдете во кујната? А? Сега го. Се гледаме во мојата кујна? Се гледа. Да. После сите убавини, сите убави мириси, ќе треба јас да се трудам да направам нешто посебно за нив. Се гледаме во мојата кујна. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Во мојата кујна. Па да, чекав да ми го кажете, не го слушнав, јас го кажам на вашето место. Сме во мојата кујна, моето омилено место, каде уживам цела година. Супругата, знаете што ќе ви кажи? Исто, од јас го дома готва. Ете така. Ајде, да продолжуваме. Нашите партнери, за да правиме таква преубава емисија, имаме Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Златополје, Президент, Сарајева, Ројал Фиш, Кристал и Прима, што ни направиле преубава кујна. И без Беко, па ништо, опремата тоа е. Денеска бевне претходно во едно преубаво место. Прам така, зошто ти мирисаше фантастично. Многу го сакав тој мирис, ме се враќаше детството, навистина многу сакав да одев преку пекари и све тоа. Тој мирис, вау, уште само да го кажам, се ежам, оти тој го осетив кога бев таму. Помпан, помпам. Чудно име, ама лесно за памтење, прават преубави леба, круасани и све. Да го викам, Јовица, да, тој што ми покажуваше како се правиле круасаните и све. Ајде, Јовица, здраво, добар ден. Добар ден. Супер, миро ми е, што си кај мене во мојата кујна. Дојдов во твоето ателие, во твојот дуќан, па ќе кажам, само од мирисот се знебелував. Малку попрачувам како за вас. Ова е песта од див лук, од љуботен. Тоа што беше на располагање така на шанкочо. Една тегличка за вас, Вау. да пробате овде. Фала многу. И француско вино. Ако сум среќен. Француско вино, француско круасан, ама ќе треба да одиме да земе еден лепче и да се направиме тост, оти тост, лепчиња со шампањце. Најдобра комбинација. Супер Фала многу. комбинација. Ти благодарам, Јовица. Фала ти многу. Сега ова си го држам. Оти навистина, мислам оти комбинацијата што сакам да направам денес, ова ќе биде тајната што ми треба. Ете тука. Јовица, дојди малку поблиску од мене. Така. Како да почнувам со тебе? Малку ми е тешко, оти ми објасни, да кажам, 99% од што беше кај тебе, од твојата љубов што го имаш кон готвењето, ти беше и шеф порано, ќе ми збориш малку повеќе за тоа, ама убаво ми објасни точно све што правиш во твоето ателие. Од тестото, од све што се прави, начинот на печење, све тоа. Можам да кажам, оти господинот е господин, да, е професионалец пред се. Млад дечко, мислев оти беше млад, ама имаме само 10 години разлика. Ајде така нешто, не, да се шалиме. Ајде,
Јовица, објасни ми малку повеќе сега за тебе. Мислам ти Пампан ќе можеме да го објасниме во меѓу текот на разговорот. Ама сакам да знам, ти си шеф на кујна, ти беше готвач, ти беше човек што имаш искуство. И јас имам искуство од кога имам 15 години почнав да готвам и све, ама и ти си добар готвач. Имам слушано, а? Благодарам. Се надевам. Јас пренесувам што слушнав. Така. Тоа е. Кажи. Со готвење прв пат значи јас сум пораснат со баба. Бабата моја беше една од најдобрите шефови што сум сретнал. И иста приказна. Уште од мало дете бев цело време во кујна, покрај неа ја гледав, прашував, од таму беа почетоците. И после тоа како проаѓаше време, се повеќе и повеќе навлага во хоспиталите, во угостителството и во готвењето. На колку години почна во угостителството? Па почнав на околу 16 години и почнав од најдолните позиции. Дали од дишвошер, што се викаше, од перечини, од келнер, шанкер и на крај кујна. Ако имав капа, ти се носиш, ако имав капа, ке парев капа доле, навистина, оти тоа го почитувам, оти сите мислиме, оти готвач е прави од почеток, завршуваш школа, ајде готвачи. Не се учи готвење од гледање на YouTube и видео, така. Готвачи има многу, има за сите вкусови, има различни готвачи и све тоа. Кој имаш љубов кон храната, кој имаш љубов кон луѓето, кој имаш љубов кон начинот на сервирање и све, мора да знаеш се. Од почеток, како кажуваш ти, од миење тањери, од послужување, од све, од ти без тајнир, чист, без прст, без све тоа, точно. Не се сервира. Јас се научив исто да бришам тањери со оцет, да нема прст да се на ништо. Ете така, тоа е. Тоа е убавината од нашата професија. Така, се слагам 100%. Мислам дека која е професија да ја работиш, ако ја работиш со љубов и професионализам, ќе бидеш добар од тоа. Ќе успееш. Затоа приказната од Пампан брзо се множеше. Мислам оти целото Скопје и уште малку цела Македонија ќе го знае тоа. Оти такви квалитетни лебови, такви квалитетни круасани, пао шокола, оти пао шокола е вистинско име, они го држат пао шокола, француското име. Така си го викаме, не може да се менја. Нема друг збор за тоа, круасан е круасан. Не можеш да кажеш за едно круасан. Ја внука имам у Франција и кога ќе кажеш круасан со чоколадо се љути одма. Одма се љути, значи нема. Круасан е круасан, круасан натур. Нема ништо внатре. Круасан е круасан, да, со путер. Точно, да. Така. Да, пао шокола е пао шокола. Све другото. Тоа е тоа. Ајде, извини, ќе те прекинам, од јас морам да покажам малку што ќе готвам денес. Ке се смеам, и јас ке правам круасани. Ајде да видиме. Не на твој начин, на вистина кога дојдов кај тебе, видов како се пена на минуа, путер еден дел, втор дел, трет дел, не знам колку слоеви го правиш тестото и све. Јас да ми оди побрзо да купечки лисно тесто, што не е лошо. Да бидеме искрени, ич не е лошо, ама ово изгледа. Да, квалитетот што го има кај тебе, со путер, со све, не се споредува. Јас ќе направам круасани денес, полнети со салакис, ќе му ставиме малку сирење внатре, ќе му ставиме малку од димена пастрамка, ќе му ставиме, многу сум среќен да ти ми го донесе ова, дифлук, каква комбинација ќе даде тоа, ќе му доде убав вкус и на сирењето и на пастрамката. Ќе правиме убави круасанчиња, ќе ги ставиме во печка, маличка салата, уште пак малку дифлук. Супер комбинација. Мислам, ти не треба ништо повеќе. Ќе се отвориме шампањ, ќе се уживкаме. Може? Продржи да збориш за тебе, тука си за тоа, ја мора да слушам, да работам малку, да готвам, ти ако не прам, нема да се пресам. Секако. Може? Ајде, камерата е твоја, уживај. Повеќето последниве, да речеме 20 години, јас бев надвор од Македонија. Ми се пружи можност да излезам, да прошетам малце, да се дообразовам, да понаучам некои ствари што да речеме не тука не можеш, ама Да. Што го нема овде? Да.
И последниве 20 години јас ги поминав во Америка. Океј, во Америка беше. Во Америка, да. Одиш во кој дел во Америка? Па сменив и неколку различни држави во Америка. Кога отидов прв пат во Нью Йорк, од Нью Йорк во Атланта, од Атланта во Минесота и најголемиот дел ствари од времето го поминав во Минесота, што беше прекрасна држава. Едно групо прашање, извини, тешко ти беше да се аклиматираш, да се прилагодиш на лицето место таму со американците и свето, оти малку посебно. Требаше време, да, но секако ја кога дојдов таму станав дел од општеството и станав дел од американското општество, тоа мораш да го направиш за да почнеш да функционираш како што функционираат луѓето таму. Минесота беше многу добра држава со многу добри ресторани, со високо развиено угостителство, имав среќа да работам за многу добри шефови во многу различни ресторани, од мексикански, од американски, од италијански, значи сменив неколку различни кујни, видови на кујни и све тоа, да. И супер. И беше супер искуство. За 20 години мислам оти собере искуство таму, секоја чест. Многу ми се допаѓа, оти неговата приказна, мислам, е нешто што мора да се објаснува на сите млади, што ги имаме овде во Македонија, новите готвачи, товие што се уши у школо сега и све, што мислат оти све е лесно, оти завршуваш школо, одиш си шеф и све тоа на кујна. Дечки, нашата професија е уметност, нашата професија е љубов. Не може нашата професија е нешто што да го имате внатре. Малку ми доаѓа тука кога го кажувам, ти на вистина мене ми е љубов од мојата живот, друга љубов се знае кој е. Ама готвењето мора да го осетите од внатре. Мора да биде нешто што го правите и ви доаѓа така и го подарувате. Така е. Живете од тоа, се правите пари со тоа, обавезно. Ама тоа ви е нешто што од внатре сакате да го подарите на луѓето. Луѓето треба тоа да го примат и да го заслужуваат. Така да кажам. Точно. Треба да биде заслужено. Оти убаво е да го имаш парите, да имаш све и да не го како да кажам, да не го ценуваш. Ете така. Да не го ценуваш што го правиш. Имавме прилика да разговараме предходно, оти на вистина таков човек како Јовица е некој што можеш да збориш со него сати и сати. Моравме да се спремам малку со него, оти ако почнавме емисијата без да се ќе отидевме за сати и ќе ви биде тешко да не слушате. Имаме постапени заеднички јазик, ни оди многу добро муабетот. Ете тоа, да. Така ќе кажам, готвењето е љубов и ајде, продолжи оти, ќе се губам во тоа, да. Беше во Минесота. Да, во Минесота имав среќа. Ја сакам да го кажам среќа да работам за многу искусни луѓе и многу луѓе што имаше многу љубов во тоа што го прават и со љубов го делеа нивното искуство и беше да кажам хејт да те научат ствари што тоа е многу важно, да имаш такви луѓе со тебе, оти без тоа ништо не правиш. Така е. Во Македонија се вратив пред, не знам, може да има, не би требало да има повеќе од 2 години и пан го почнавме, беше, ја никогаш не сум бил пекар. Јас сум работел угостителство и шеф сум бил, ама пекарството ми беше страна што ми беше најслаба од кујната. Исти сме, имаме многу слични точки. Јас секогаш бив, и кажам, и уште денес, оти сум скаран со тестото. Не знам зашто немам трпење. Исто и јас. Секоја чест за тебе, секоја чест. Исто и јас бев, ама сватив дека не може тесто да биде нешто што ми диктира како мене ќе ми се развива кулинарската кариера. И така имаше доста денови поминати во пекара. Факт, ја круасан немав направено додека не влеговме во пан тука и почнавме да правиме. Правевме тестови Браво. И на крај стигнавме со тој пан на шоколад што го имаме и круасан. Секоја чест. Оти на вистина, јас пак ќе кажам,
тестото е уметност, тестото е љубов исто, тестото е наука. Оти тестото може ден на ден да се менјава. Зависи од времето, зависи од меква, од влажноста на воздухот, да има сонце, да ни врне. Да, живо е. Живо е, ете тоа е. Мајата со живо, да. Мајата што ја користиме ние е секој ден различна. Ми кажуваш дека мајата има 30 години. Има 30 години. Имаме две различни маји. Едната исто ни е донесена од Сан Франциско, од една од почетните пекари што почнале со кисело тесто. Браво. Да. Браво. И секој ден е различна. Да, тоа е големиот проблем, да кажеме, со тестото. Мислиме сите оти пекарото е пека прајле леп и све тоа е многу едноставно, да, бабите си праиле леп секој ден, беше многу лесно за нив, имале една рецепта и таа ја праиле. Ама тој што вие го правите овде кај вас. Дури бабите с мајата си ја чувале они само, не ја давале друг да ја гледа. Дури они знаеле мајата како реагира и кога реагира после одреден период. Тоа беше случајот со баба ми. Точно така, па да, не, пак ќе кажам, тоа е, треба да го знаеш, треба да го доживееш тестото, ти како да видиш внатре во тестото. Така е, точно. Да. Браво, секоја чест. Продолжи. И целта со пан ни беше да направиме, значи ние во Македонија сите знаеме, не седнуваме на маса ако нема леп на маса. Малку сме лебари така, да. Така е. А ти си добро се држиш, за некој што Па за толку леп, морам да кажам дека. Браво. Јас сум многу активен, еве, например, пистово и дивјов лук, секоја недела, мене ми е недела, јас берам. Значи, на сите планини обожаваме да идеме во природа, тоа ни е многу... Гледај шофер. Това мора да го додавам. Одвај чекам да пробам ја тоа. Во мојата рецепта, оти на вистина, браво. Многу ми се допаѓа. Ќе оставиме после како гарнир, оти треба да мацкаме малку. Мацкаме, тоа мораме. Ова е преубаво. Преубаво ми се. Супер. Нема да му ставам многу сол, ќе му ставам малку сол. Ќе му ставам повеќе бибер. Така, мала. И како што скажував, сакавме да направиме нешто што е различно, пошто пекари имаме ние на секој чекор, знаеме, у Скопје, мислам дека ако се брои, имаме највеќе пекари од било кој бизнис. И сите дуќани продават уште лепи све тоа. Така е. Нашава пекара е малце поразлична. Значи све ни е на база на кисело тесто и секој производ што го имаме ни е направен на рака. Значи секој круасан ни е рачно направен, секој леп ни е различен, немаме 20 леба кај нас. Видов. Навистина, го видовте тоа преку, да кажам, планите што све што снимавме предходно. Навистина, кога одите таму сте воодушевени од начинот на соработка. Плюс што имав прилика да видам, сите дечки што работат таму, сите се насмејани, сите се среќни да го работат тоа. Супер ни е тимот, значи Пан нема да биде тоа што е без тимот. Пекара е тимска работа и голема благодарност за сите дечки што работат за Пан. Сите се стварно професионалци и стварно и си ја сакаат работата, доаѓаат со љубов на работа и без нив стварно мислам дека целиот проект немаше да биде тоа што е сега. Свака час. Навистина, јас се трудам да правам малечки круасани вака, глед како стил на круасан. Одлично, со лисно тесто, лично. ама се пунети со пастрамка. Супер, знаеш, може да биде поубаво, ама ајде. Ке кажеме, правиме круасани на марковски начин. Не на пампан начин, ни на ојовица начин, на марковски начин. На Марк начин, Марковски, на македонски треба да биде. Јас многу сум горд за Македонија, во Македонија што живеам, оти пак ќе кажам е мала држава, полека што се развие и има луѓе како тебе, како мене, како други луѓе, што доаѓаат во Македонија и што ја представуваат Македонија, ја покажуваат Македонија и малку на друг начин. Све што имаме учено малку надвор од Македонија, го донесуваме овде, го покажуваме тоа на луѓето што живеат овде, на македонците, и ние сме македонци. Така, тоа ми беше и мене целта. Вала. Човекот вреди. Да. Шапо. Хајде, продолжи. Многу ми се допаѓа. Значи, сакавме пекарава малце да ја направиме поразлична. Што мислам со тоа? Немаме геврек,
немаме симитка, немаме бурек. пречки вреки. Не значи дека не знаеме да правиме, Добро. ама сакавме да донесеме малце, еве ние се представуваме како француска пекара. Брашното што го користиме ние е француско брашно. Да, видов Путерот ли, што го да, користиме ние е француски путер, можеш да Президент, сам. президент Путер, браво. Значи, не користиме никаков адитив немаме во пекарата. Не користиме маргарин, не користиме, значи 90% да не речам стварите што ги користат пекарите во Другите, да. Македонија, ги нема кај нас, не може да се најдат. Браво. Секоја И чест. сакавме малце кога ќе влезеш во Пан да биде како да си влегол у пекара, да речеме во Париз, како Па тоа е. патисери, буланжери. Па да, и патиски ги буланжери, правиме тоа е. истите продукти што можеш да ги најдеш во француска пекара. Пак ќе кажам, мирисот што го има кај вас е, тоа е уникатно, уникатно. Уникатно, нема друг збор. Да, секоја че, мислам оти, не мислам, сигурно че успеа да направат тој концепт што им беше замислено и ќе продолжите. Мислам оти имате уште други идеи. Имаме и се развиваме, одиме полека мораме. Полека, колку време сте на пазарот во Македонија? На пазарот сме, да речеме, на 5-6 месеци до сега. Значи, многу добро не прими македонската публика. Уште има многу луѓе што мораме, значи сега едуцираме ние. Значи со секој леп што го продаваме едуцираме. Ви кажуваме како е направен, колку време трае, како да го чувате. И многу сум среќен дека има многу луѓе што разбира и што знаеа и што одвај чекаа да дојде производ како што имаме ние на пазарот. Ја многу сум среќен оти успеевте да го направите тоа. Имав прилика да разговарам со еден, не знам дали е тој е менаџер или е со тебе работите заедно и све тоа. Он ми кажа оти почнува мислеа да направат од почеток пута 3 се. Браво. Да. Браво. Секоја чест. Оти знам оти Македонија е тешка за работење, тешка со продукти како вие ги правите, оти сте над цената, да кажеме, просечна цената од пазарот. Така. Бидиме искрени, за еден леп, за еден круасан, цената е цената. Цената е таа. Да не кажам цената, одете таму ќе видите што е и све тоа. Со производите што ги користиме, со француското брашно, со цената на путерот е тоа, значи во Македонија нас ни беше проблем да најдеме путер во Македонија, 6 или 7 месеци не можевме да најдеме путер како што треба. Сега вие на пазарот гледате путер круасани, ама како се прават тие путер круасани без путер? Тоа беше прашање што не можевме ние си го одговориме и ни требаше доста време додека го увеземе брашното. Ние Форишер е едно од најдобрите француски брашна. Да. Кога видоа од Форишер какви производи извадивме ние, одма ни се јавија и целиот наш тим бевме во Париз сега на почетокот на оваа година во јануари. 7 дена и 7 дена бевме на тренинг во една француска пекара во една многу убаво место и учевме од главниот пекар што има таму, во целата мелница, го видовме целиот процес, видовме како се меле брашното, значи кога дојдовме таму едукацијата почна од зрното пшеница. Да. Печењето беше последните 2 дена. Све лесно, све се прави. Не. Све има наука, све има посебна. Не, тоа е нешто уметноста и мора да се учи, мора да се оди на лице место и да се учи од. Така е, имавме среќа дека стварно не приметија дека сакаме да научиме и сакаме да дадеме производ на пазарот и не викнаа. Браво. Кога дојдовме таму не примија како да сме дел од нивната пекара и мелница. Секоја чест, јас пак ќе кажам, со цел почит, со целото добра мисла и све, јас сум воодушевен од вас. Да, немам друг збор. Јас се трудам да правам круасани овде на мој начин. Супер ти е. Ми се, пак ќе кажам, одлично. Ќе личат, сигурен сум оти ќе бидат вкусни. Ќе бидат, да. Навистина убаво се полнети и све тоа. Ќе видиме како ќе се развијат сега во печка. Ги направив, ги роловав круасаните, ги наполнив не. Од јас кога што гледам, мислам дека супер ќе бидат. Ќе видиме на крај ќе му стам неколку како да кажам семки над нив, ќе ги печиме, ќе ги ставиме во печка и за кратко време ќе се вратиме кога ќе бидат печени и ќе го продолжиме муабетот. Се гледаме за кратко. Омај.
Јовица? Прекрасно мирис. Мислам, ти успех. Ма може и подобро од мојот круасан. Не ми прави сега мало. Не. Одлично. Ова многу ми се допаѓа, навистина. Какви се. Топ се. Супер. Да сакаш да го правиш намерно, Подобро не можеш. навистина. Па, ќе ги оставиме малку да се оладат. Ние сме за жал при крај на емисијата, што има сега Јовица, имавме убав муабет. Навистина таков човек, можеме и 2 сати да поминеме заедно, да разговараме за нашата омилена професија, за нашите успеси, све што направивме до сега, имавме, мислам, многу да разговараме, Тоа ќе го бараме јас ќе барам од него да направиме една друга емисија, може наредната сезона, ќе направиме нешто посебно со него, ама денес време е за поклоните. Ќе почнеме со нашите пријатели од Карес, една убав војчар. Дали имаш доволно ножеви, дали имаш доволно аксесуари. На секој готвач му фали секојаш нешто. Да, Одлично. мислам ти Карес ги познаваш. Одлично. Карес ги има неколку дуќани во градот и света се познати. Карес квалитет, све го имат кај нив. И сега за тебе Благодарам. 1000 денари воучер да уживаш кај нив. Фала. Ајде. Продолжуваме. Нашите пријатели Злато Појле, тестенини Подравка. Топ тестенини ги имате во сите маркети, сите различните видови на тестенини, дурум со јајца, без јајца, све повели. Одлично. Паста за вечера. Паста за вечера, вала. Зборевме за паста. Многу сакаш да ги готвиш. Ајде. Паста ќе биде за вечера. Неколку видови, сопругата ќе биде многу среќна. Кристал, имаме македонски производ, се знае, кристал масло од сончоглед, имаме јаболков оцет, имаме тан, имаме маргарин, имаме еленка. Пуни намирници, македонски производ, со големо задоволство ти подаруваме. Фала. Повели. Благодарам. Продолжуваме, имаме Унибанка. Сега го кажам исто, банка, Унибанка. Банка, што се прави со банка? Се носи пари, се земува пари, се поземува пари, па тука е Унибанка и да ни поземува пари, ако ни треба, да ни прави кредити или такви ствари, за куќа, за работ, зашто да не? Било што. За било што, повели, Унибанка, мали пари. поклончиња, а пуно пари. Може, ајде. Само ја видам, Добро. Президент, млечни производи, македонски производ, исто, имаме крем павлака, имаш салакис, имаш сирење, имаш павлака, има пуно ствари. Мислам, ти ќе уживаш, од јас како готвач, навистина нивни намирници, уживам кога ги готвам. Ги готвевме денес, ги ставивме во круасаните, убаво сирење, пола го ставив, пола овчо, пола кравио. Ајде, одиме со Royal Fish. Последните намирници што ги употребивме исто и денес. Денес ставивме димен ладно, димено пастрамка. Ете така. Ги познаваш? Много добро. Да, имаме димен крап, имаме ладна димена пастрамка, топла димена пастрамка и обескостена пастрамка. Исте во сите маркети ќе ги најдете Royal Fish, македонско производ. Добро е и за здравието. Voilà, s'il te plaît, повели. Сакам да зборам француски со тебе. Ти ми кажуваш, ти имаш фамилија во Франција? Така. Круасаните од Франција, француски круасани. Ние ќе направиме како една мала, кажеме, презентација, така во средина, ќе му ставиме малку салата. Овај дифлук. Какви се убави круасанчињата? Златна боја. Златна боја, како треба. Личат. Вака ќе ги ставиме. Овие ќе ги ставиме на страна, овие се за презентација, вака 5. Не беше толку топло. Вола. Дифлук. Лажичка. Извини. Може. Не ми бегај од ова сега моментот е. Да ги премачкаме малку со тој песто од дифлук. Имаме внатре, ама мислам оти сега Никогаш доволно песто. Не, гледај како личи, каква боја му дава, какво мирис му дава, дали е лук, дали е дивиот лук, знаете како се е, тоа се листовија,
Листови. Нема веза со лукот што го ова Исто мириса, исто фрегрант има ист, ама различни да, начини. комплетно да. Вуаля. Да не заборавам, Сарајева, исто дел од нашите партнери секоја недела, подарувам еден ваучер од 1000 денари. Тој за да го имате тој ваучер од 1000 денари мора да се пријавите во авантурите на Марк Инстаграм од Сарајева. Оставете вашето име и јас на крај на неделата ќе одберам еден победник. Тој победник ќе му се јавам и ќе има можност да оди таму да се јади за 1000 денари и плюс ако сакате што сакате да јадите, ама имате 1000 денари на располагање за да се јадите убаво месо. А сега со сите наши партнери, со Јовица, што ми беше многу мило да го запознам, на вистина таков човек вреди да се запозна. Да, благодарам. Супер. Ние ќе уживаме во нашите убави круасани. Тука сме сите за вас.